Почитувани гледачи на Отворена телевизија, денес се наоѓаме во Битола, ги прашуваме битолчани дали се задоволни од работата на локалната самоуправа и што ќе и порачат, на што треба да се обрати внимание во 2025 година. Па не е лошо. Не е лошо. Не е лошо, може и поарно. За општињаните битолски сум задоволен, оти им требаше вакво издание на Битола за младите за да не бегат странство младите. Јас сум многу задоволен за Битола како е транспарентноста. Имаме секој ден има телевизија, дават извештаи од седниците на Советот. Дават извештаи и дава редовно информација за се што се случува. Многу сум задоволен за Битола, за Јас сметам дека се осеќам среќна што се прави вакви работи во Битола. Значи се што фалеше се прави. Поче да се прави. Треба време да помине и да се види благодетелот тоа и многу благодарност и на Facebook напишав до тие што ги работат тие работи, на изведувачите, на нашите сограѓани и само така да продолжат. А во 2025 на што би требало да обрнат повеќе внимание? Па соред прават се. Имаше многу работи кои требаше да се обрнат како приоритети, ама мислам дека се оди на подобро. И центарот малце. Улиците што се зад зградите. Со паркингот, со на тоа да се реши, ама сепак среќен сум. Да продолжат со гаражите, со дивите објекти, да се тргнат, да се направат паркинзи, особено од центарот има многу скриени места, кај што се уште е руина од монтажни гаражи, од зидани гаражи, хорор е. Патеки за нас со точаци што сме и канти да има за отпадоци во чаршијата. Да се средат треба кучињата. За кучината скитници имате Да. проблем. Најпоќе. Трчат по луѓето, помали деца трчат, напаѓат, касат, напаѓат. општинарите мислам дека многу има нетрпеливост меѓу претеничките групи во собранието, ако може да се најди да попуштат некој компромис, да не одат суинајат многу, за секој си ги сака да своите желби да ги исполни и на штета на другите политички партии.